Акта, трговски договор против фалсификување. Името може да не залаже. Оригиналната цел на акта е меѓународна заштита на интелектуалната сопственост. Тој би требало да го спречи фалсификувањето на трговски марки, тоест лажните копии на скапите производи. Например, нема да може да го искористите познатиот бренд на General Motors за да направите General Motors тампони. Акта би требало да ги заштити инвестициите во истражувањето и развојот на производи како што се медицинските патенти или фармацевските производи. Исто така треба да ги поддржи уметниците и новинарите и да им дозволи да произведуваат дела со повисок квалитет и да се постигне меѓународна хармонизација на законите за авторски права. Звучи одлично, нели? Но под плаштот на трговски договор се крие чудовиште. Речникот го дефинира фалсификатот како имитација на нешто друго, но кога на интернет ќе се копира некоја датотека, таа е подеднакво иста како и оригиналот, а не е имитација ниту пак е украдена затоа што оригиналот се уште си постои. Информацијата е споделена без паричен надомест, така што фалсификувањето нема врска со споделување информации на интернет. Ајде да појасниме. Изразот интелектуална сопственост не е дефиниран во акта. Тој може да се однесува на трговски марки или на која и да е идеја или информација за која што подоцна може да се поднесе барање за авторски права, со што ќе се ограничи и криминализира. Ова ќе има огромно влијание врз начинот на кој што се користи интернет. Текстот на акта покрива огромен диапазон на теми и е многу сложен и тежок за разбирање, така што ќе го објасниме преку хипотетичка аналогија во вистинскиот свет. Замисли дека си платил курс по готвење. Во текот на курсот си научил како да сготвиш вкусно јадење со пилешко. Потоа се враќаш дома и го кажуваш рецептот на сопругата. Ама проблемот е што според акта сега и двајцата сте криминалци, зашто бесплатно сте ја споделили информацијата, иако само ти си тој што си платил за да ја научи. Регулативите во акта се јасни. Ако постои сомневање дека си споделил информации за кои што има авторски права, во зависност од земјата во која што живееш, ќе ти биде или забранет пристапот до какви и да се курсеви, ќе бидеш казнет парично или ќе те пратат во затвор. Ама сигурно никој нема да дознае дека си го споделил знаењето за тајниот рецепт за пилешко во приватноста на твојот дом. Така е, според досегашните закони никој нема да дознае. Но акта се справува со ова преку претерано следење и наблюдување. Сите твои комуникации ќе бидат следени, и не само твоите, туку и тие на твоето семејство, твоите пријатели, сите ќе бидат наблюдувани. За секој случај. Ама не ти треба приватност, граѓански права или слободи, затоа што нема што да криеш, нели? Сега кога го знаеме принципот, ајде да видиме како ќе се применува акта на интернет кога ќе стапи на сила. Замислете ја вашата интернет врска како производна трака што оди во два правци. На таа трака поменуваат пакети на податоци од и кон вашиот компјутер. Според акта, интернет провайдерите, оние на кои што им плаќате пари за пристап на интернет, ќе бидат принудени да го отворат секој пакет на податоци што сте го пратиле или примиле, барајќи содржини заштитени со авторски права. Ако пратите или примите такви содржини неколку пати, ќе може да ви исклучат од интернет или да ве судат за кривично дело. Тоа значи дека ако му пратиш MP3 на некој пријател преку интернет, закачиш видео од журка каде што се слуша музика заштитена со авторски права или цитираш извадок од весник заштитен со авторски права во имејл, отиде. Толку. И како тоа да не е доволно, информацијата за извадокот што си го пратил преку мејл ќе му се испрати на издавачот и според нивно барање може да бидеш казнет парично или пратен во затвор. Интернет провайдерите исто така ќе мораат постојано да ги проверуваат нивните сервери за линкови до содржини заштитени со авторски права. Ова ќе биде смртоносно за сите сајтови што имаат какви било содржини поставени од корисниците, како што се музика, слики или видеа. Како ќе работат YouTube или Twitter со таков закон, така што интернет, таков каков што е, ќе биде уништен. Барем парите од сите тие тужби ќе им бидат од корист на креативците. Само што музичарите, филмаџиите, новинарите, писателите, програмерите и научниците исто така губат, зашто и тие самите се ограничени од истите закони. Заштитените идеи не може да се употребат повторно или да се рафинираат или да се доразвијат. Дури и делови од реченици може да се ограничат и заштитат со авторски права. Од договорот корист има само мал дел од индустријата, така наречената содржинска мафија. Тоест, издавачите на медиуми кои што веќе одамна се трудат да го решат интернет проблемот, што му се заканува на нивниот застарен бизнис модел. Акта е резултат на нивното лобирање во владите што учествуваат во овие преговори. Најновите процурени тајни информации наговестуваат дека ќе бидат забранети и техниките за заобиколување на планираниот филтер на содржини и инфраструктурата за блокирање. Веќе имате видено како ова изгледа на YouTube. Некои видеа се недостапни во одредени држави. Оваа обсесивна заштита на авторските права е исто така одлична алатка за потиснување на информации.
Штом ќе се активираат сите интернет филтри и блокери, речиси сите информации обележани како заштитени со авторски права ќе може да се потиснат. Можеби тоа ќе биде критизерски блог или видеото што сте го направиле за наместените избори или еколошките катастрофи, па дури и фотографиите од вашите мачиња. Добро, можеби нема да ги забранат мачињата, освен ако не се појавува логото на Кока-кола на фотографијата. Ова може да му звучи неверојатно на секој што дури и малку видел како функционира интернет, но сетете се дека оние што работат на договорот може да немаат поим што всушност е интернет. Штом ќе се потпише договорот, правилата ќе мора да се имплементираат. Последиците со кои што ќе мора да се справуваме се цензура на интернет, ограничена слобода на говор, губење на неутралноста на мрежите заради ограничувањето или забраната на одредени протоколи, комплетен надзор на сите ваши онлайн активности, губење на граѓанските слободи и права, казни како што се губење на правото за пристап на интернет, а ќе добиеме ништо. Сега е време да се делува. Барајте информации на Google за акта, активирајте ги вашите Twitter акаунти и вештини во Photoshop. Кажете гласно дека никој не сме да си подигрува со интернет корисниците. Да го сопреме чудовиштето.